увод за лагата која долго трае. Една година, речиси континуирано, трае една голема лага за еден голем злостор. Како и секој нормален за убивање на дете и старец, сметам дека треба да суди најстрога казна. Но прашањето е кому и како. Се додека не заврши истрагата, додека не добив обвинение, ќутев. Но и го видов она што веќе го знаев. А тоа е корумпираноста на медиумите и катастрофално нискиот човечки потенцијал во таа професија. Тоа се портали само по форма. Во суштина класични полициско-обвинителски алатки, со кои веќе 30 години го лажат македонскиот народ. Кому никако да му тргне, еве сега, после избори. Во овој злостор, во кој сум обвинет, Оливер Спасовски, бившиот, и Гаврил Бубевски, актуелниот послушник на СДС, од прославеното СЈО, ги брифираа медиумите со лаги кои веќе една година безочно се истураат врз народот. Наместо информирање, масовно со лаги, се брифирани новинари. За потоа народот со лаги да се чувствува информиран, во текст со лаги да биде. Веднаш ќе ви го цитирам Оливер, бившиот, кој на 4 декември 2023 година изјави од позиција на власт министер во МВР. Имено тогашната опозиција, а денешна власт, му постави прашање со обвинување дека јас сум имал дојава, па сум побегнал. Одговорот сите вие го објавивте, но сте го заборавиле наменски, а тој е следниот. На 30 ноември 2023 година, кога Палевски заминал, не бил ни осомничан, па затоа и не може да има дојава. Цитат завршен. Абре бруки големи, на регуларни гранични премини, со регуларна патна исправа, со регуларен автомобил, сум патувал. Како не ви е срам толку ефтино да лажете? Како и да звучите? На 2 декември 2023 година, во 5 часот изутрина, веќе бев во Турција. Информативните разговори се после тоа направени, бруки едни. Во келијава во која го терам притворов, слушам вести на Македонско радио. Од буџет и од народ финансирано и слушам. Јупчо Палевски и соработниците. Па сум бил во бегство. Па сум успела да побегнам од Белград во Турција. Просто неверојатно количество на лаги и нарачки живеат. Но зошто Оливер и Гаврил толку многу се трудеа, но и денес се трудат медиумиве толку да лажат, ке го слушнете во мојот уведен говор на 20 септември 2024 година на судот. Тоа е причината после овој краток увод да почнете да читате серијал од текстови со аргументи, ако воопшто знаете што значи тоа. Послушниците на Гаврил Бубевски не го докажале присуството на осомниченото возило на местото на настанот. Не докажале мое присуство на местото на настан. Не докажале присуство на Палчо, со Рено Кангу, кое е осомничено возило и многу интересни докази, но и искази во ОЈО. Како осомниченото лице 24 часа е тепано со експлицитна наредба да каже дека Палчо ја убил Вања. Да, искази во ОЈО запишани, со прецизен опис на ќотекот. Во име на злостор, секој ден правите уште поголемо злосторство, затоа што ја убивате правдата, вистината. Снимене си инспекторите како со глава на обвинет направиле дупка во зидот на полициската станица. Бруко новинарска. Љупчо Палевски, Палчо, свој рачин.